Поп-ап фестивалот Атко за современи уметности влегува во втората деценија. Од Битола активностите на фестивалот се пренесуваат во Скопје, Тетово и Штип. Наредните 2 дена актофестивалот со низ уметнички и културни настани. Настаните од овој фестивал ќе се одржуваат на 21 и 22 октомври на повеќе локации во Штип, вклучувајќи ги културно-уметничкиот центар Текстил, радио кафе Канал 77, неколку кафулиња во градот, како и во Народен театар во Штип. Активностите ги креира граѓанската организација Факултет за работи што не се учат. Една од главните мисии на нашата организација е да ја ставиме културата во функција на општествените промени и да соработуваме директно со локалниот контекст и локалните проблеми на одредени заедници. Во случајот за Штип тоа ни е многу важно, бидејќи проектот Куц Текстил се разви низ една приказна која што започнавме пред година и пол со наслов Култура за граѓански промени. Она што е важно е дека во Штип активностите од фестивалот се насочени кон подигнување на свеста на текстилните и кожарските работници. Продолжуваме со она што се случуваше како работилници овде кои што беа наменети на работниците во текстилната и во кожарската индустрија. Дел од организацијата на Акто фестивалот за современи уметности е и граѓанското здружение Гласно. Мораме ние да се навикнеме да се соочуваме со реалноста во која живееме, затоа што од 12.000 семејства во Штип 7.000 работници работат во текстилната индустрија и тоа е едно поприлична голема бројка или во проценти изразено 60% од вкупното население во Штип, а на ниво на источниот регион се 35.000 работници кои што мислам дека заслужуваат внимание и да ги артикулираме проблемите со кои се соочуваат. При одржување трибини, семинари со овие работници слушнавме за голем број на неправилности и прекршување на основни човекови и работнички права. Потребата од работата заедно и мрежувањето јасно и гласно е имат кажу на работниците и граѓаните со кои што работиме минативе месеци. Очекувањата од културните и уметничките настани на Акто фестивалот за современи уметности е работниците кои работат во текстилната и кожарската индустрија да не се срамат, да не стравуваат, да си ги кажат своите проблеми и да знаат како да се изборат за своите права.